Институт за инновации и технологии оствари соработка со нашата држава, отвори за прв пат центар во државата, па нешто подоцна зборуваме со професорот Александар Стамболиев, инаку управител на бизнис акцелераторот на УКИМ, национален секретар на Европскиот институт за инновации и технологии. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Мислам дека ако вака нешто апстрактно звучи, убаво е практично да објасниме. Прво, што е Европскиот институт за инновации и технологии? Што представува? Европскиот институт за инновации и технологии е тело основано од Европската унија и е финансирано од програмата Horizon. Таа е програма која што изминативе декади сериозно го поддржуваше истражувачкиот капацитет на Европа. Добре. Од 2008 навака ЕИТ, скратеницата за Европскиот институт за инновации и технологија, го подобрува капацитетот за иновации, конкурентност и квалитет на живот во Европа и развива иновативни екосистеми на секаде низ Европа, поврзувајќи ги клучните двигатели, бизнес заедницата, истражувачките центри и универзитетите. Истовремено се труди да креира и решенија за општествените проблеми. Фактички, Ова е прва заедничка ваква соработка со отварање центар кај нас? Ова е прв центар отворен во Западен Балкан и е прв во Македонија. Сум првиот национален секретар, по мене следат уште 25 низ цела Европа. Што опфаќа се вашата работа? Мојата работа е да ги информирам локалните чинители, тоа се компаниите и универзитетите, како подобро да пристапат и да аплицираат на отворените повици на ЕИТ. Сега, кога сме веќе кај вашиот дел од обврските, Европскиот институт е обезбедува една огромна мрежа од околу 2000 компании, 1000 високообразовни истражувачки институции, 300 градови, региони и невладини организации. Според некои податоци во Македонија, во текот на 2021 и 2022 инвестирани се 800.000 евра во рамките на ЕИТ грантови. Што значи се ова за нашата држава? Тоа се многу мали износи за развој на иновациите и конкурентноста и претприемништвото во Македонија. И нашата цел како национален секретар и како ЕИТ, присуството на македонските компании и универзитети да го зголемиме сериозно. Меѓутоа, треба бидеме свесни дека како било која друга европска институција функционираат на отворени повици, каде што во конкуренција се земјите со кои што се подобни за тој повик. Вкупната вредност на средства со кои што располага ЕИТ годишно е околу половина милиарда евра. ЕИТ е активен во 9 вертикали кои што се основани од 2010 навака, како што се климатски промени, основни суровини, производство, здравство, земјоделие, креативни индустрии. И секој од оваа вертикала има просечно годишен буџет околу 50 милиони евра. Тоа значи дека националниот секретар треба да обезбеди сите отворени повици кои што се актуелни за нашите компании да стигнат токму до тие кои што се наменети. Да ги охрабриме и да ги информираме за начинот на кој што може да аплицираат. Да, тоа сакав да ја прашам, кој е подобен за да биде дел од тоа? Сите, нема ограничување. Во самите повици е наведено дали треба да биде високообразовна установа, истражувачки центар или компанија. А засебно во категоријата во која што тие би аплицирале, тоа сака да кажете? Добро, со оглед на тоа дека глобални проблеми следи, кажавте области општествени кои што секаде во светот ги засегаат општествата како глобални проблеми, кои досега по вас има аплицирано од кај нас? Како информации, што може имате? да споделам дека се отвори паметна фабрика при Машинскиот факултет во Скопје, поддржано од ЕИТ производство. Се поддржани 4 стартапи од различни области, кои што понатаму го развиваат својот бизнис потенцијал. Така да, иако ЕИТ беше отворен до сега и пред моето назначување за нашите компании, немаше особен интерес, поради тоа што немаше ни доволно информираност на јавноста за кои се можностите. Па чинам дека да, информираноста е најголемиот проблем. Како функционира оваа регионална иновацијска шема? Со оглед на тоа дека вие сте регионалниот представник. Функционира на следниот начин. Европа е свесна дека конкурентноста на својата економија мора постојано да се надградува за да можеме да бидеме конкурентни со американската и со азиската економија. За таа цел се вложуваат сите напори за сите таленти, компании и иновации во Европа да стигнат до своја комерцијализација.
Добре. Факт е дека цела Јужна и Источна Европа нема целосно развиен екосистем за иновации. Што значи тоа? Доколку имаме добри таленти, а ги имаме, во отсуство на овој систем, некој колега од Германија или од Скандинавија многу полесно ќе стигне до развивање на својот производ или комерцијализација на својот научен труд, поради тоа што сите чинители во еден екосистем се функционални и ја даваат неопходната поддршка. Развојот на иновации не зависи само од иноваторот и само од една институција, туку потребна мрежа на различни актери кои што ќе го поддржуваат тој развој. Например, во Македонија тоа го прават акселераторите, како што акселераторот ТУКИМ кој што идентификува и финансиски поддржува и дополнително со знаење технолошко напредни бизнис идеи. До сега инвестиравме во 10 компании, вкупна вредност од околу 600.000 евра. Го имаме фондот за иновации кој изминативе 8 години поддржа околу 1000 компании со вкупна заедничка вредност на капиталот од околу 100 милиони евра. Меѓутоа, колку и овие износи да звучат големи, сепак се недоволни за да го поддржиме. Станува збор за грантови, така? Па тоа што го дава акселераторот ТУКИМ не се грантови. Добро. Влегуваме во собственичка структура, значи бараме и инвестираме во решенија кои што имаат комерцијален потенцијал. Добро, ФИТР има различни инструменти кои што дел се кофинансирани грантови, дел се со поврат на дел од средствата кои што ги добиле, така да сите прашањето ми е во контекст на тоа колку се следи по тоа успешноста. Можам да зборувам за акселераторот ТУКИМ. Најголем дел од инвестициите ги направивме минатата година. Квартално ги следиме нашите клиенти, се со цел да утврдиме кој е степенот на нивниот развој. Ги следиме ли напреднатите иновацијски технологии како држава? Даваме ли одговор со оглед на тоа дека рековте дека имаме многу таленти? Дека сме расат на таленти? Мораме да разграничиме неколку работи. Целта на Европа е да инвестира 3% од бруто домашниот производ за иновации и истражување. Добра. И развој. Македонија моментално инвестира 1/10 од тоа, 0,38%. Значи, дека сериозно мораме да го зголемиме износот на средства кој што е насочен кон иновации и истражување, за можеме да ги постигнеме тие ефекти. Фундаменталното, базично основно истражување е финансирано најчесто од овие 0,38% и без да се заекне тоа финансирање не можеме да очекуваме дека нашите таленти го имаат соодветното обкружување, лаборатории, пристап до суровини за можат да дадат одговор на новите глобални предизвици. Но по однос на решенијата кои што ги нудат и стигаат до нас изминативе 5 години кога што постоиме, сме свесни дека навистина успеваме да одиме рамо до рамо со светските иноватори. Тоа значи дека имаме можност да влеземе во мокините иновативни решенија? Да. Токму така. Една од програмите која што има ЕИТ е токму поврзување на високообразовните установи со индустријата. Тоа е нивната програма која што има за цел да го подобри капацитетот на високото образование, овозможувајќи им поддршка со приватниот сектор. Така, например, од изминативе 3 години се поддржани 80 конзорциуми од цела Европа, со вкупна вредност на сите проекти од околу 80 милиони евра, и тука имаме 14 македонски ентитети. Целта е постојано да се подобрува процесот за иновации во рамките на универзитетите, за да можеме да креираме таленти кои што во своето формално образование ќе бидат изложени на предприемништво иновации, ќе имат пристап до различни лаборатории и инкубатори, за цел да видат во која област го има својот потенцијал и капацитет да креираат иновации, понатаму да бидат преземени од акселераторите и останатите чинители. И сега тука виднаш се намитнува прашањето, кои се можностите за младите? Па тоа е, затоа и го основавме акселераторот тука, мислам гор што ја зајакнуваме соработката со ЕИТ. Се тоа нуди неограничени можности за младите, поради тоа што иницијалните финансирање и поддршка за развој на бизнисот доаѓа токму од Македонија и од нашата глобална мрежа на партнери. Значи, младите можат се уште да останат да живеат во Македонија и да го остварат својот сон, поради тоа што ќе имаат пристап до финансии со цел да се ги развијат своите бизнис идеи. Вашиот, може да кажем, препорака, апел за да ве контактираат и компании е што? Следете не на нашите социјални медиуми. Нашата веб страна е bauaccelerator.com, каде што имаме посебен дел за сите повици на ИТ.
изминатиот период ја започнавме интензивната комуникација со сите асоциации, комори, со дел од компаниите, со цел да ги Гледам дека информираме. ве поддржуваат. Гледам, да, и во изјавите од коморите и на приватниот сектор, дека ве поддржуваат. Тоа значи дека веќе препознаваат можности и прилика, особено за помалите компании, да речеме, што се и движечка сила на економијата. Така да останува тоа, има ли нешто активно сега во моментот како има? Да. На 26 јули Да. организираме онлайн представување на можностите на ЕИТ производство. Добро. Нашиот производствен сектор е особено заинтересиран за пристап до вие информации, така да следете на социјалните мрежи. Ќе имаме гости од регионалната канцеларија во Атина, која што ја покрива цела југоисточна Европа, со цел да ги представат нивните инструменти, како може да се аплицира за да се добијат различни финансиски средства од ЕИТ производство. Ќе ја представиме паметната фабрика при Машинскиот факултет и ќе представиме сличен ентитет од Грција. Се со цел да прикажеме на кој начин можете да ги користите средствата од ЕИТ производство, да ги прикажеме постоечките инструменти кои што се веќе финансирани, како можеме да користиме дел од нивните услуги, се со цел како компании, без разлика на нашата големина, сами или заедно со конзорциуми од Европа или конзорциум со универзитетите во Македонија, да аплицираме на различните полици. 26 јули каде ќе биде презентацијата? Ќе биде онлайн. Бидејќи гостите ни се од Америка, па се извинам од Грција, и земајќи у предвид дека веќе 3 години треба да се пријават кај вас? Да. Добро. Еве повик, да, сите заинтересирани може да се пријават кај вас, за да може да се регистрираат на таа презентација на 26 јули. Благодарам за гостувањето. Сакаме да слушаме за иновативни решенија, сакаме да слушаме за иновативни програми кај нас и особено ни е драго кога слушаме дека идеме рамо до рамо во светските трендови. Ви благодарам за поканата, ги охрабрувам сите да не следат на нашите социјални медиуми и да се пријават на различните повици. Слободно може да не контактирате директно мене или да ме посетите во нашите канцеларии во акселераторот УКИМ, односно во Центарот за трансферна технологија и иновации Innovate во техничкиот кампус науки. Си работите сега? Така, си работите редовно? Да, редовно. Нејаме затворени канцелари. Можете да ги посетите. Нема. Ви благодарам, се гледаме, се разбери во друга прилика. Се гледаме во следна прилика. Поздрав.